Се крои нова влада и ново мнозинство. Скопјанка е на врвот на листата на највисок годишен бруто доход. Смирена, амбициозна и исполнителна, велат блиски соработници на Сања Лукаревска. Фракционерски битки се играат во Социјалдемократскиот сојуз пред престојните реформски зафати во партијата. Новият политически проект "Продължаваме промяната", който спечели най-много гласове на българските парламентарни избори, започва съставянето на правителство. Нова бугарска влада, прикриени надежи во Скопје и Брисел, резервираност во Софија. Топката е в Скопие. Това е отдавна известната българска позиция. Еден поглед од Бугарија со македонска диоптрија од очите на македонски бизнисмен кој токму на денот на изборите во Бугарија бил во Софија. Во Бугарија не се бават со предходниците. Минатата недела имаше избори во Бугарија, Красимир Карагачанов и неговата партија ВМРО-БНД освоија точно 0 пратеници. Игор Киров. Тоа мало парче земја што го имаме, да почнеме да го просперираме, да почнеме да го работиме, да почнеме да екзистираме. Добро вечер, гледате ново издание на емисијата Трилинг. Буџетот е во парламент, ЗАЕФ е се уште во својот кабинет. Откако коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН не успеа да изгласа недоверба на владата. Сега веќе се крои новото парламентарно мнозинство и новата владина коалиција која очигледно ќе предводи и натаму Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Во ова привремено политичко примерие, лидерот на ВМРО-ДПМН Мицковски прави своевидна ротација во своите настапи пред меѓународната заедница. За него веќе Преспанскиот договор е апсолвиран. Ги омекнува и позициите во однос на релациите со Софија. Во ова издание на Трилинг, мој соговорник за прв пат по локалните избори, но и генерално во емисијата Трилинг е заменикот председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и директор на управата за јавни приходи Сања Лукаревска. Добро дојдовте во емисијата. Добре најдов, благодарам на поканата. Лукаревска, ќе има ли ново парламентарно мнозинство? Кој ќе го состави во ситуација кога лидерот најавува повлекување и од позицијата председател на СДСМ и од премиерската позиција? Во моментов лидер на СДСМ и премиер во владата е Зоран Заев. Ние имавме централен одбор во кој што побаравме еден вид на одложување на самата негова оставка, која што ја даде веднаш после вториот круг на локалните избори и секако дека парламентарното мнозинство ќе се зајакне, ќе се зголеми уште повеќе, а со тоа секако дека ќе можеме да одиме и понатаму напред во сите оние процеси кои што стојат како предизвик на државата и на владата предводена од СДСМ. Заев влезе во разговори со алтернатива на Африм Гаши. Кои се отстапките или понудата на СДСМ до Африм Гаши за да се приклучи на владината коалиција? И дали СДСМ е подготвена да отстапи дел од министерските ресори? Да оставиме најпрвен времето да покаже, бидејќи сега во овој период ќе се случуваат сите тие работи, отстапки секако дека нема, затоа што има една заедничка заложба која што ја имаме со алтернатива, тоа е евроинтегративниот процес, прогресивното функционирање на некој начин, да кажам, во државата и секако се она кое што досега ни беше на некој начин, ако можам така да кажем, заложба на владата на СДСМ. Тоа го препозна алтернатива, го видовме оној неуспешен обид во собранието кој што беше од страна на ВМРО-ДПМН за гласање на недоверба на владата, така да сега понатаму треба да оставиме можност за се она кое што остана нереализирано во рамки на владината програма да се реализира заедно со уште посилно и поголемо парламентарно мнозинство. Тоа го очекуваат и граѓаните. Лукаревска, кој ќе го води новото владино мнозинство, ако се има предвид најавата и ако се ефектуира најавата на премиерот и лидер на СДСМ за негово повлекување? Јас пак ќе напоменам дека во овој период сега кој што доаѓа ќе ги имаме сите
нејасноти расчистени, сите дилеми, сите непознати во таа равен, како можам така да кажам. Така да не одиме со било какви хипотетички размислувања, тук сепак да оставиме она кое што времето Нема временска рамка во партијата договорено до кога Заев ќе се повлече од лидерската и од премиерска позиција? Искрено вака, нема да калкулираме нити јас, нити раководството со било какви имиња, со било какви рокови. Пред се е битно да го задржиме она што значи државно владење, како што доликува на една земја кандидат членка за Европската унија, земја која што е интегрирана во процесот на НАТО и така натаму. Така да во наредниот период ќе видиме дека кога ќе дојде на дневен ред повторно оставката на председателот Заев, секако дека ќе почнат и сите оние процедури кои што доликуваат на една демократска партија преку посебни критериуми, правилници и така натаму. Вице-премиерот и подпредседател во СДСМ Бетичи денови изјави дека следува реконструкција на владата. Дилемата е ќе има реконструкција или нов состав на владата? И тоа ќе зависи исто така од се она кое што ќе се случува во наредниот период. Најпрви да ги видиме сите оние ефекти кои што ќе произлезат од средбата која што ќе има председателот Заев со председателот на Алтернатива и од таму веќе ќе може да ги црпиме сите оние размислувања понатаму. Секако дека како и да биде, првенствено што е најбитно да проложиме да функционираме и во едни вакви услови, бидејќи гледаме дека има соодветни светски проблеми кои што ги засегаат сите земји, не само нашата држава, и сето тоа да знаеме да го изменаџираме успешно како и до сега. Пошто ја гледам, че следите интервју со директорот на Управата за јавни приходи и заменик председател на СДСМ Сања Лукаревска, за дворските игри во СДСМ, за тоа кој би можел да биде идниот мандатар за состав на владата, нешто подоцна. Сега ќе се префрлиме на уште една, можеби поважна тема за која го тресе светот, но и дома, тоа се парите. Ако идејата е капитал, а парите го вртат светот, буџетот влегува во парламентот, досега ова е најобемниот буџет, 4,4 милиарди евра, но останува впечатокот и проценката како оди наплатата во моментов во Управата за јавни приходи. Јас го имам прегледот за периодот јануари-октомври 2021 година. Имаме наплатено околу 73,3 милиарди денари, кој што овој износ кој што сме го наплатиле за овој период е повисок за 2,30% во согласност на планот кој што го имаме како даночен орган, а во споредба со истиот период во 2020 година имаме раст од скоро 18,6% на собраните даночни приходи, што можем да кажеме бројка која што навистина импонира. Имаме скоро во сите даноци раст, односно повисока наплата во однос на 2020 година, кај данокот на добивка околу 6%, кај данокот на личен доход 9,77% и кај данокот на додадена вредност имаме 24,77%. И имаме вратено повеќе поврат на ДДВ 17,75% во споредба со 2020 година. Преку овој данок ДДВ кој што го собираме, меѓутоа и го враќаме, ние може да ги видиме вистинските економски текови како се движат во државата. А гледајќи дека имаме навистина раст, во тој случај можам да кажам дека буџетот, тоа што е основната заложба и улога на Управата за јавни приходи да го полни, да ги собира приходите, мислам дека успешно ќе го спроведуваме во 2022. Министерот за финансии вели дека финансиската консолидација допрва следува, дека во моментов состојбата е стабилна, но останува впечатокот околу битката со сивата економија. Буквално сега, баш до крајот на овој месец, заедно со министерот Бесими, разговараме и ќе направиме една интересна кампања за борба против сивата економија со поддршка од повеќе релевантни други меѓународни фактори, бидејќи ММФ и Светска банка секој пат како таргети и она кој што ни е основна заложба е како да се избориме со сивата економија. Мислам дека тука сите институции кои што ги менаџира Министерството за финансии, како и други сродни министерства, заеднички треба да се бориме што повеќе со сивата економија. Секој во својот домен. Ние преку нашиот контролен механизам како Управа за јавни приходи,
финансовата полиција и финансовското разузнавање со навремено таргетирање на сите оние кои што сакаат да го изиграат системот, односно да ги скријат даноците. Тука исто така имаме доставувани огромен број на кривични пријави до основното јавно обвинителство и ги детектираме слабостите. Имате ли увид колкав е процентот на оние кои се обидуваат да или затајуваат данок? 98% имаме доброволно плаќање на даночните обврски од страна на даночните обврзници. Значи само 2% ни останува процент кој што всушност станува збор за присилна наплата, за ненавремени плаќања, кријање на даночните обврски, односно ненавремено искажување во соодветните даночни пријави. Одреден сегмент, пак ќе се навратам и ќе напоменам, за целните групи, кои што сега ги детектираме, имаме направена огромна анализа и во заедничка акција со другите институции ги ловиме буквално, ако може така да кажем, сите оние кои што го сакаат да не го платат она кое што е данок. Голема брева во јавноста се дигна околу тој проект, околу прогресивното оданочување, но се чини дека се поголем е процентот на сиромашни, а богатите ги полнат джебовите. Може да се надмине оваа класна разлика, условно кажано, јазот помеѓу богатите и сиромашните? Па затоа и беше поентата на прогресивно оданочување, кој што го кажува праведно, нели, дека оние кои што заработуваат повеќе треба да плаќаат повисоки даноци, отколку оние кои што заработуваат помалку. Но не го издржавте налетот на притисокот од големите, условно кажано, зверки? Па не е баш дека од големите зверки беше најголемиот притисок, туку мислам дека во тој период се остави малку простор за дебата од сите засегнати страни, од сите релевантни фактори во општество. Дали тука ќе бидат и коморите, дали тука ќе бидат соодветни други институции. Мислам сега до 2023, кога повторно треба да се врати прогресивното оданочување, треба длабинска анализа да се направи и точно да се таргетира на кого ќе се однесува тоа прогресивно оданочување и што би сакале ние да имаме како бенефит од тоа прогресивно оданочување. Меѓутоа, чекор по чекор треба да го адаптираме општеството на оние новини кои што ќе произлезат од прогресивното оданочување. Нашиот систем е подготвен за тоа, меѓутоа со сите оние аномалии кои што ги има претходно, сега веќе треба да ги надминеме за да може да го видиме и ефектот. Во дел од јавноста се има впечаток дека ОЈП понекогаш се обидува или бега да покрие дел од реоните каде можеби сме сведоци на сива економија. Ние сме контролирале и контролираме и ќе контролираме ни сите региони во државата, буквално во секој град. Дури конкретно за овие региони за кои што вие ме прашувате, имаме и најмногу жолти ленти поставено на соодветните објекти. Имаме 2163 контроли спроведено за периодот од 1.1 до 39 и имаме наод од вкупно 1,3 милиарди денари, односно од овие 2163 контроли 45,26% контролите се со утврдени неправилности. За разлика од тоа, во 2020 имаме спроведено 1914 контроли, за кои што 48,17% биле контроли со неправилности, меѓутоа наодот кој што сме го утврдиле е 710 милиони денари, значи 660 милиони денари имаме утврдено повисок наод оваа година 2021, заклучно со септември месец, во споредба со 2020. Ако пазарните економии, сивата економија е сведена на 15 до 20 насто, кога може во Македонија да го стигнеме ова ниво? Ако сите институции заеднички функционираме како едно, ако сите институции се подржуваме една со друга во справувањето со сивата економија, ако граѓаните исто така ни помогнат да ни алармираат за созбивањето на сивата економија и ако како држава решиме дека стриктно ќе се бориме со сивата економија, мислам дека за извесен период ќе можеме да стигнеме во оваа граница која што ја зборувате ви од 15 до 20%. Меѓутоа регионално мислам дека не сме во некоја загрижувачка група.
На почетокот од разговорот го споменавме буџетот за 2022 кој влегува во парламентот. Може ли реално во вакви услови на здравствена, економска, енергетска криза да очекуваме реално идната година стабилизација на економската состојба и социјална, подобрување на социјалната слика? Добро, тоа ќе значи и од оние и светските и европските трендови, ќе видиме како ќе одат тие работи таму. Меѓутоа, јас можам да кажам и да како и претходната година, така и следните години, секако ако имаме уште поголеми бројки или да кажем да не спласнува корона кризата или она енергетска криза, секако дека економскиот тим во владата ќе треба да прави обсежни анализи, да ги гледа бројките и врз основа на тоа да се креираат други соодветни мерки. Лукаревски, еден македонски бизнисмен, не крие дека има конта надвор од државата, односно во даночните раеви, но дека парите наводно ги враќа во државата. Како ги одначувате тие финансиски средства? Преку ЕПДД системот, кој што е одличен систем, можам да кажем, ние може да ги следиме сите приливи од странство. И доколку видиме дека тоа не е оданочено, ние веднаш може да спроведеме контрол, односно и да издадеме решение дека одреден приход не е оданочен и дека треба да го плати соодветното физичко лице. Одличен модел на онаа даночна амнестија има во Албанија. Таму даде соодветни ефекти и мислам дека и од таму треба да црпиме соодветни искуства и секако со сите оние други наши блиски, да речам, земји, бидејќи некаде нашите даночни системи, нашиот и на земјите од регионот се доста блиску и многу пати имаме заеднички контакти, ги следиме во чекор сите збиднувања кои што ги има кај нас, кај нив. Мислам дека некаде сме многу напред, некаде каскаме во место, меѓутоа не сме, да речеме, толку лоши. Дали може да ни се случува да се соочиме со амнестија на капиталот? Ова што многу често се случува, да ги изнесете средствата надвор, па потоа низ други фирми да ги вратите, дали воопшто и да не се вратат во македонски дел? Имало такви ситуации. Сме гледали и такви компании. Ние имаме кај нас Risk Evaluation System, кој што одлично знае да ги детектира тие 70 критериуми преку ризик фактори. Така да ако било која компанија смета дека може да ги изнесе парите, па потоа тука да ги внесе во државата и тоа да помине онака безшумно, безчујно, мислам дека се лаже. Лукаревска, во вториот дел ќе се осврнеме на политичкиот аспект. Најпрво, може ли буџетот да биде донесен со новата влада? Или со старата? Тоа ќе треба да видиме до крајот на годината. Па ќе кажам, хипотетички не би можеле да зборуваме, треба да видиме што ќе се случува во наредниот период и да го видиме составот и зголеменото парламентарно мнозинство. Би се кандидирале за лидер на партијата? Во моментов лидер и премиер е Зоран Заев, јас не би се кандидирала за лидер. Вешто се обидувате да одбегнете одговор, оставката ќе се реализира на Заев и каков ефект дава неговото одложувањето или пролонгирањето на повлекувањето од двете функции? Ние пред известно време, мислам, имавме централен одбор и таму го донесовме заклучокот за одложување на оставката. И како председател на партијата на господинот Заев и како премиер, и тоа е негова одлука и целото раководство стои позади таа негова одлука, затоа што сме разговарале многу, сме дебатирале многу. Тој е нашиот лидер и секако дека во наредниот период ќе се отвори повторно оној демократски процес со кој што ќе можат самите членови да гласаат за новиот лидер на СДСМ. Се чини дека во партијата по изборите започне на постапка на дворски внатрешни игри, на крило поврзано блиски соработници на Заев и луѓе кои ја протежираат политиката на министерката за одбрана Шекеринска. Инаку министерката за одбрана Шекеринска деновиве во интервју за утрински брифинг вели на партијата покрај кадровско освежување и е потребен нов пристап. Каде сгреши СДСМ за да и се случи ваков изборен бродолом? Ние знаеме од каде почнавме, што наследивме, што утврдивме кога дојдовме на власт, дека е многу потешко
од 2017 кога државата беше во минус 100, да доведеме и до една позитивна бројка, макар едноцифрена, значи на позитивното конто, е голем успех за СДСМ. Исто така бевме исправени пред решавање на огромен број на сериозни прашања, за кое што ја плативме и цената сега на локалните избори. Меѓутоа, никој пат сметам дека сите оние познавачи на политиката не би дозволиле да се стават под знак на равенство државотворните одлуки и комуналните проблеми. И Макрон, и Меркел ги изгубија изборите. Нас навистина не треба уште по-голема длабинска анализа, меѓутоа јас и понатаму ќе имам одговорност да кажувам и да потенцирам дека во моментов најдобрата вистинска опција за напредок на државата е СДСМ. Што се однесува за дворските игри, мислам дека дворски игри не може да кажем дека одат заедно со сериозни луѓе. Секој пат СДСМ како партија можеби е повеќе на домет на јавноста дека ке неја нешто внатре се случува, дека има одредени табори. Ако за одреден проблем ние имаме различни размислувања, тоа не значи дека има два различни табори. Дека треба кадровско доекипирање, освежување, тоа го покажавме и на Конгресот на 16 мај. Дадовме една нова сила, еден нов импулс, еден нов подстрек во целата таа приказна. И нормално дека секој пат може да се надградува самата структура во партијата и со нова енергија, и со нов елан, со нови кадри, меѓутоа тие кадри секако да бидат добро профилирани, чекор по чекор во самата партиска структура. Лукаревска, ова се за вас први избори како заменик председател на СДСМ, дел од најтесното раководство. Чувствувате одговорност за ваквиот изборен резултат? Ние грешките ги знаеме. Можеби на моменти бевме не до толку отворени со граѓаните за да дискутираме за најразлични проблеми. За нас НАТО и ЕУ беа постулатите на кои што функциониравме во целиот период. Ние успеавме да направиме и соодветни напредоци во сите сфери на општественото живење, по некој пат и на штета на СДСМ, односно на таа цела владина политика. Се анализирале состојбите, разговарано е, ке има дури и посебна соодветна седница на Централниот одбор за кој што ќе треба да се усвои извештајот од Централниот изборен штаб за изборите, така да тогаш мислам дека ќе се отвори уште една поголема дебата и врз основа на тоа ќе ги сватиме кои се грешките можеби, дали може да ги детектираме како грешки или наши заложби за доброто на државата, кои што можеби ги почувствувавме, односно да речеме заради заштита на државниот интегритет, можеби потврдивме во некои други сегменти. Дали до вас како партија, како владеачка гарнитура допира ехото од незадоволството на граѓаните, од резигнираноста, од одредени погрешни политики, справувањето со пандемијата, можеби, енергетската криза, економската состојба? Пандемијата, енергетската криза се, да речем, светски планетарни проблеми се тие. Меѓутоа, она кое што го знаеме, видовме дека институции постапуваат и за наши функционери. Значи, имавме најразлични случаи. Законот покажавме дека важи еднакво за сите. Добро, се случи случајот Рашковски, па за медиумите да го уловат како се шета низ град. Добро, значи, сепак станува збор за постапка дека е спроведена. За овој друг дел, тука мислам не сум компетентна да кажам. Сепак постојат институции надлежни за тоа. Од 2017 година може да знаеме дека владата не е судија. Владата не е суд. Судските одлуки веќе ги носат судовите, односно судиите, а судењата ги вршат судовите. Мислам дека тоа беше нашата најголема борба. Оној кој што не го разбрал тоа, секако дека не може да биде дел од процесот. Пошто гледачи интервјуто со Сања Лукаревска, заменик председател на СДСМ, го правиме само неколку часа пред средбата на лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев со председателот на Алтернатива Гаши.
Моите информации говорат дека алтернатива станува дел од владината коалиција, што значи дека актуелната владина коалиција ќе се прошири. Зоран Заев ќе биде премиер или ќе биде човекот кој ќе го предложи идниот негов наследник на новата влада? Сега за сега Зоран Заев е премиер во владата. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и на вас. Министерот бектеши да ни кажи од каде купува, каде што не растат цените, затоа што ние сите другите го осеќаме растот на цените. Исто така, другиот министер во владата додаде дека ова е влада на Заев 3. Ова е нешто како филм Рамбо 1, 2, 3, Заев 1, 2, 3. Веројатно ова влада ќе ни скрши кичмата ако не ни беше претходно скршена. И едва чекаме да реконструкцијата да почне. Веројатно ќе биде некоја шаховска конј на G3, конј на G5. Пиуните се секој пат во прв ред на митинзи на интернет. Харвардското дуо Петков Василев веројатно ќе бидат носители на новата бугарска влада. Токму со партијата Промените продолжуваат, која добија грото од поддршката од бугарските граѓани. Токму Петков и Василев најуваат нов пристап во диалогот меѓу Софија и Скопје. Долгогодишниот новинар и автор на емисијата Панорама, Бојко Василев, специјално за емисијата Трилинг, ги анализира изборните резултати во Бугарија, како и престојните претседателски избори, од аспект на диалогот меѓу Скопје и Софија. Инаку со Бојко Василев, речиси пред 2 години имав можност да разговарам токму во Софија. Уште тогаш почитуваниот новинар, еден од највлијателните бугарски новинари, Василев, оцени дека во фокусот на разговорите меѓу Скопје и Софија не треба да бидат само историските прашања, туку треба да се осврнат двете страни на економските, инфраструктурни и образовни теми и дилеми. Новият политически проект "Продължаваме промяната", който спечели най-много гласове на българските парламентарни избори, започва съставянето на правителство. Това ще трае дълго време. Ще бъде сложно и трудно. Защо? Защото единствената възможна комбинация за сега изглежда "Продължаваме промяната" да се събере с още цели 3 политически формации. Това са Българската социалистическа партия, партията на Слави Трифонов "Има такъв народ" и Градската либерална коалиция "Демократична България". По отношение на Република Северна Македония, изявленията на Кирил Петков, който е един от двамата основни лидери в "Продължаваме промяната", са за добронамереност, за отворени врати, за диалог, за работни групи и за прагматизиране на отношенията. Искам само да кажа, че това не е ново в подхода на България спрямо Скопие. Това беше факт в последните 30 години. София обаче се безпокои, че това е по-скоро едностранен подход, който много рядко среща добронамереност от другата страна на границата. Такова е усещането в София. Нека да кажа и друго. Ключовото изявление по отношение на развързването на възела за влизането на Република Северна Македония в Европейския съюз е изявлението на президента Румен Радев по време на изборния ден. Той каза нещо в смисъл, че топката е в Скопие. Това е отдавна известната българска позиция. Скопие трябва да направи жест, Скопие трябва да зачете българският интерес, Скопие трябва първо да направи крачката. Това изявление е важно, защото Кирил Петков беше министър в служебното правителство на Румен Радев. Между двамата има подкрепа и взаимно доверие. С други думи, позицията на президента Радев не е предизборен ход, нито нещо временно в българското отношение спрямо Република Северна Македония. То изразява широк консенсус в българското общество за това, че върху Скопие се пада задачата
да възстанови доверието. И така, въпросът е: готово ли е Скопие да спазва договора, който само подписа с България през 2017 година? Готова ли е Република Северна Македония този договор да стане не просто позиция на управляващата партия, а позиция и на опозицията, позиция на голямата част от обществото в Република Северна Македония? И най-накрая, готова ли е Република Северна Македония да покаже уважение към България, към българската позиция, към българската гледна точка? Това е изключително важно, защото много хора забравят, че в България македонците са повече, отколкото в сегашната Република Северна Македония. И огромното мнозинство от тях се чувстват българи. Имаме сложен възел от противоречие и не бива да се очаква, че нещо в България ще стане и с магическа пръчка този възел ще се развърже. Трябва да видим какво е готова да направи Република Северна Македония и нейният политически елит. Трябва да видим коя е крачката, която този елит е готов да направи, за да тръгне Македония по европейския път. Мој следен соговорник е Сашо Јовановски, извршен директор на DataLab Македонија. Поводот за неговото гостување е денот кога се одржува изборите во Бугарија. Токму тој беше во Софија, на денот на изборите. Како тече еден изборен ден во Бугарија? Да, многу интересно чувство, многу интересни импресии од Бугарија. Затоа што кога тргнав на денот, знаем дека е ден на избори, кога тргнавме со колегите кон Софија, имав одредени предрасуди што таму ме очекува. Предрасудите ми беа врз основа на тоа што се случува во Македонија кога имаме избори, и имав прилика да бидам дел од изборна приказна во други држави, например во Албанија, каде што пред некои 6 години бев во бункерот на Државната изборна комисија кога се броја резултатите. Така да притисокот, нервозата, сето она што се случува околу изборите во Македонија и Албанија, го очекував да го видам и во Бугарија. Затоа, кога влеговме во Софија, решивме да го обиколиме градот, да не поминеме ни центар на градот, токму избегнувајќи ги потенцијалните славења низ улиците, бидејќи влеговме во Софија некаде 8:30-9. Така да очекував дека е така, хаотично во градот. Меѓутоа, апсолутно ништо не се приметуваше. Немаше никаква реакција, по ништо не можеше човек да примети дека баш тој ден се изборите. Сакав да видам како ќе го медиумите пропратат целиот изборен процес и се залепив за телевизорот, очекувајќи ги циркусите кои што се случуваат барем кај нас, посебно на денот на изборите. Меѓутоа, шок. Централната емисија на БТВ, мислам дека се вика првата програма бугарска, организирана во свечана сала, прекрасно уредена, водителите во вечерни тоалети, смирена атмосфера, многу симпатично ги презентира резултатите. Не видов ние, до 12 ја гледав емисијата, бев залепен за телевизорот. Немаше лоши коментари, немаше политичари кои што врескаат, обвинуваат за кражби, кои што прават некаква драматика од изборите, него сето тоа беше во некоја многу така релаксирана и убава атмосфера. Во дел од емисијата, некаде околу 10-10:30, БТВ ги представи главните учесници на кампањата, ги представи во едно многу природно светло. Какви луѓе се, какви комшии се, што милиничиња чуваат, децата кои им се, кај им се, така натака. Многу личен впечаток. Ги немате страшните црнила кои што се слушаат кај нас, посебно на денот на изборите, а и вака по секој ден ги слушаме. Така да, сосема различно од она што го очекував. Сосема различно. Бугарија се европеизираше внатрешно?
Вие велите заживеела демократијата во Бугарија. Да, токму тоа се чувствува. Токму тоа се чувствува. Се чувствува дека изборите не е да се биде или да не се биде. Изборите се дел од животот. Многу коректно, сите политичари кои се појавија на пресконференции во текот на ноќта, многу коректно, со заблагодарување, со убави зборови и така натака, многу коректно ги завршија изјавите вечерта. Целата ситуација беше многу демократска, многу убава. Може ли да направите, бидејќи знам дека сте имале можности пред неколку години да партиципирате или да учествувате во организацијата на изборите во Македонија? Може да направите некаква компарација на изборниот процес тука кај нас и во Бугарија? Колку сме близко или далеко? Да, бев дел од екипа која што со деловен софтвер ги покриваше и се уште ги покрива изборите во неколку соседни држави, така да имав прилика и одблизу да видам како тоа функционира. Немате тука преголеми разлики. Разликите се во ситниците кои што го прават животот. Кои се тие ситници? Ако во Македонија членовите на општинските изборни комисии, откако ќе ги пребројат резултатите, трчат да ги јават резултатите во партијата, па кога ќе потврдат дека им е јавено, дека се е окей, дури тогаш ги пополнуваат информациите на официјалниот сајт. Затоа, ако сте забележале, резултатите на ДИК во Македонија доцнат визави резултатите од партиите. Ради таа некултура, да кажеме, на тие што учествуваат директно во изборите. Во Бугарија тоа го немате. Имате само еден извор на информација. БТВ дава официјални информации врз основ на резултатите на нивното ДИК и врз основа на маркетичка куќа која што прави паралелно гласање. И тоа е тоа. Имате една вистина во приказната. Тоа што фасцинира е нивниот однос кон политиката. Не се служат со обвинувања, со оцрнувања, со црнила приказни, туку едноставно и прецизно зборат за своите идеи што како да ја направат Бугарија подобро место за живење. Позитивна кампања од исклучителни млади луѓе. Сабота избори во Бугарија, недела избори имавме кај нас во Македонија. Тука се огромни разлики. Тука се веќе огромни разлики. Се уште начинот на комуникација, начинот на кој што се изразуваат нашите политичари, заликува повеќе на некој друго време, на некој друг век. Во Бугарија, тоа што успеав да го чујам, посебно од двајцата млади господа кои што на овие избори практично се од никаде излезени и стана прва водечка сила во Бугарија, видов исклучително коректна комуникација. Комуникација преку која они известуваат за своите идеи, за својот начин на водење на политиката, што сака да постигнат во наредните 4 години. Не се бават со претходниците, иако нивниот успех е токму заради исклучително лошите резултати на гарнитурите што биле пред нив. Бугарскиот народ е многу незадоволен од своите политичари, што е добро. И затоа се раѓаат нови сили, прво со Слави Трифунов, мислам дека беше неговата партија, сега младиве господа од Харвард, кои што од никаде изникнуваат. Бугарскиот народ дошол на тоа демократско ниво да штом ќе добие подобра понуда, не размислува за последиците. Него се решава да ја проба новата опција. Каде ја грешат работата македонските политичари? Тоа што јас го гледам кај нас себе како граѓанин на општество, не сум политички активен, се бавиме со тривијални теми. Не се бавиме со иднината, не се бавиме со проектите, не се бавиме со подобрување на нашиот живот, се бавиме со обвинувања и со црнила за тоа кој бил полош пред 10, пред 15, пред 20 години. Свртени сме кон минатото, не кон иднината.
Тоа што успеав да го видам кога овие двајца млади господа, кои што победија на изборите во Бугарија, е токму тоа, комплетно се свртени кон иднината, низ збор кон минатото. Тоа навистина фасцинира. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам на вас. Македонските уметници се многу повеќе ценети надвор отколку дома, е првичната оценка на Игор Киров, македонски балетан и кореограф, кој неколку години беше директор на балетот во Хрватска. Тој во интервју за емисијата Трилинг вели дека, иако понудил серија на добри проекти, сепак тие од надлежните институции биле одбиени. За него ваквиот однос помалку изгледа изненадувачки. Годинава работевте на еден интересен, комплексен, вие велите, проект во вашиот роден град Штип, се вративте назад, за кој бивте наградени на Војдан Чернодрински. Велите тоа е вообичаен проект на Западот, каде што актерите, освен што играат, имаат улоги на танчари. Е сега, како овие млади кадри на актери го прифатија овој ваш модерен пристап? Па, првенствено беа доста, самите глумци беа доста инволвирани, заинтересирани и се даваа во тоа, затоа што представуваше предизвик за нив, да работат нешто што можеби го немаат сработено до сега. Една кореодрама која што, како што реков, на Запад е една секојдневица, која што доста театри го користат тоа. Особено, прво ги припремаат глумците на добар начин, за да може да се деси тоа. Ние успеавме заеднички во период од 7 недели, заедничка работа, да го склопиме еден коментари представата, каде што, како што реков, глумците беа crucial point за да таа представа биде тоа што е сега. Значи, заеднички се надградувавме, затоа што на нив и беше прв пат да работат со мене, на мене прв пат со нив, иако сме сите штипјани, иако се познававме one or another way, сепак заедно со режисерката успеавме од нив да извлечеме најдобро, а таа представа да испадне токму оно што ние го замислувавме, нешто ново и нешто што за прв пат се постои во Македонија. Киро, во една прилика давате изјава македонската танцова сцена како да тапка во место. Па, прво, јас би рекол, се стартува од законот за култура и тоа како хиераршки се постави на работите во Министерството. Кој, зошто и како треба да добие, за да може да тоа што го има смислено да го продуцира на публиката. Знаејќи дека која куќа, за која публика работи, имајќи во предвид дека не може една независна продукција да зема повеќе пари од министерство или од било кое друго место, отколку една национална куќа, затоа што националната куќа работи за широка маса на луѓе, за едукација на широка маса на луѓе, а се останато е испод тоа. Се додека стварите не се средени како што треба, се додека сите тие неколку институции кои што на некој начин треба да ја представуваат македонската танцова сцена, меѓусебно не седнат и не направат што е крушал за македонската танцова сцена, без дали е класика, дали е модерен, дали е танцов, дали е концептуален. Тоа се спаѓа во еден начин на експресија, без разлика дали јас сум модерен, а вие сте класичар или некој трет е концептуален. Сите ние спаѓаме во зборот танц, покрет, плес, како год и да се нарече тоа. Мислам дека проблемот е тоа што меѓусебно не сме поврзани, се е сконцентрирано или централизирано во Скопје, имајќи во предвид дека луѓето од помалите градови не знаат што значи зборот танц, иако некои од нив гледаат на телевизија, но да видам искрен колку луѓето во помалите средини знаат или имат можност да видат што значи што е класика, што е опера, тоа не постои. А за тоа пак ќе кажам, надлежни се институциите или државата или министерство кој што треба да ги насочи на прав начин тие институции како треба да воспостават контакт со публиката и на кој начин треба да едуцират публиката. За да имаме танцова сцена, ние мораме да функционираме заеднички. Сте провлекува македонската опера и балет како институција тоа е главна институција во Македонија, да, вечерашниот разговор. Вие имате соработувано и соработувате со македонската опера и балет. Да, дека ќе соработуваме понатаму. Но во моментов на репертоарот нема ваша представа.
Така? Нема, да. 70 години юбилеј одбележуваше македонската Нема. опера и македонска, да, токму и ова тука институција немаше, да. и тука ве немаше, го немаше вашето име. Нели е доволна таа ваша интернационална кариера за да ви се даде малку повеќе шанса во земјава и за малку повеќе да работите со потенцијалот кој што го имаме? Шанси од македонската опера и балет или од Македонија генерално јас не барам, затоа што јас сум доволно естаблиран како кореограф, како уметник, како танчер, како год и да е, за да само го донесам нешто, донесам нешто ново, нешто интересно на македонската публика. Секогаш сум се трудел, дали тоа ќе биде во МОП, дали ќе биде во балетското школа, дали ќе биде претходно во Интерарт Карисима кај што работев, дали ќе биде во Штипски театар, дали со Балкан Денс проект ние ќе дојдеме и ќе гостуваме, дали со Хаинка ние ќе дојдеме како што бевме во Македонија. Секогаш сум се трудел на македонската публика да ја дадам нешто или да дадам дел од мене, затоа што сепак таа публика ме знае, таа публика ми е израснато пред да заминем на запад. Но ако не сум доволно квалитетен, немаше да поставам представи. Ако не сум доволно квалитетен, јас немаше со моите представи да патуваме во Рим, во Париз, во Ротердам, во Белград, во Тирана, во Сплит. Значи, сепак тоа што го имам направено оставил свој печат. Го споменавме Балкан Денс проект. Станува збор за проект преку кој ги поддржувате младите уметници од целиот Балкан да вложуваат во модерниот танц, а станува збор за група на луѓе кои не можат да влезат во националните театри. Можеби не сака. Каква е ситуацијата со Македонија? Колку се дава шанса на потенцијалот тука кај нас? Па ние немаме, тоа е, значи, независни, фриленсер играчи ние ги немаме. И тоа што има, што е завршено по тие две академии кои што постојат, сами се борат да направат нешто, но де факто не се поддржани. Значи, пак ќе кажам, кога немаш танцова сцена, не може да продуцираш ништо после тоа. Иако завршија доста од нив со балетни педагози, завршија со танчери, сепак јас, како јас, не гледам дека постои нешто каде што, еден мој бивши студент успеа, виде дека, заврши академија тука, виде дека нема леп за јадење, се преформулира, се замине прво во Шпанија на едукација и сега веќе втор сезон како работи во Германија. Значи, има квалитет. Значи, и МОП, и другите институции што постои квалитет, постојат играчи. Значи, простор, сцена, се има кај нас. Не ни фали ништо на нас. Само треба меѓусебно да се реорганизираме и да сватиме дека доколку секој се гледа сам за себе, ние нема да профункционираме. Пред разговоров вечерва ми споменавте дека од 2014 година не танцувате. Да. Како го надополнувате тој момент? Со што ги заменивте танц движењата? Знаете што, кога играш, не се уморуваш толку брзо. На некој начин, таа физичка активност од играч се префрлува во кореограф или во педагог, каде што еден покрет, еден чекор се покажува по неколку пати. Така да на тој начин, и апропо сето тоа, се трудам да трчам колку што можам, да идам во фитнес, на тај начин да ги трошам калориите кои што можеби некош ги внесувам превише, но имајќи во вреден дека физички сум активен, така да на некој начин играњето го замени прво со кореографија, па после педагогија и се е измиксано заедно. Киров, како ви се чини Скопје овие денови? Тмурно. Де факто, уствари, претходната недела, сега ќе споредам со Сплит, каде што сонцето е секој ден и каде што плажата е 3 минути од центарот, секој е добро да се биде дома. Каде е домата за мене? Јас самиот не знам дека сум роден во Македонија, но имав среќа да пропатувам, да живеам во многу земји, во многу градови, така да моментално во Скопје се осеќам како да сум дома, но ако утре заминам за Германија и почнам да работам во Германија, јас пак ќе се навратам на тоа што бев пред да станам директор во Сплит. Значи се враќам во Германија и тоа станува секогаш во просторот каде што креирам или каде што живеам го прифаќам како свој простор, без разлика што сум ја роден во Штип. Што носите од Македонија секогаш кога се заминувате од тука? Тоа мало парче земја што го имаме, да почнеме да го
просперираме, да почнеме да го работиме, да почнеме да екзистираме, да почнеме да се респектираме. Секогаш кога ќе влезам во Македонија, доаѓам со таа идеја. Кога ќе излезам, кога ќе ги согледам работите како се функционира кај нас, ми станува криво затоа што имаме се. Господ им дал се тука. Но никако меѓусебно да се реорганизираме и да сватиме дека мораме да имаме визија од нашиот живот каде. Со мене понесувам ствар, желба да кога ќе се вратиме на едниот пат, работите да бидат подобри, да се тргне на подобро. Помина 30 години и самите се свесни дека многу работи и ден денеска не функционираат, а не знам дали уопште ќе профункционираат, знаејќи сме кои сме како народ и што можеме да направиме, а што не сакаме да направиме. Ви благодарам за вечерашниот разговор. Благодарам на вас. Добро вечер, драги гледачи, и добро вечер оние што не гледаат. Поздравете ги од мене, пошто нема логика да ги поздравам јас ако не гледаат. За чудо, ова недела почнуваме со среќни вести од фудбалот. Македонија е на чекор до светско првенство. Ова стварување на сонот на сите оние кои како мали играле фудбал меѓу два камења, меѓу две дрва, кои го очекувале ова со години, ако не и децении. Им благодариме на целиот тим кој е шаренолик, каде што играат македонци, албанци, турци и кои се борат со една цел, а тоа е победа. Исто така имаме шаренолик тими во собранието, но тоа е друга приказна каде што ретко победуваме. Би било добро да беше така, но во некои други времења. Затоа ги имаме нормалните вести кои произлегуваат од тоа. Имаме уште една среќна вест, ни тргна неделата, пронеден Кастриот Реджепи, не е киднапиран, човекот е добар, колку што може. Не гласал против владата затоа што му се јавил глас, то треба да видат психолозите што се случува, кој му рекол европската иднина е во тебе. Битно да е здрав и жив, а ние да сме во Европска унија. Друга главна вест е тоа што бил отворен првиот рудник за биткоини во ГТЦ, каде што имало машини за копање. МВР вели дека немало криминал, машините се тргнати, веројатно да ги земат дома, да работат и оттаму, значи кој работи, тој има нормално. Не може да седите и да чекате од државата, дај ова, дај она. Треба да земиш во своји раце. Како што соопшти министерот Спасовски, во новчаникот на вработениот биле најдени 4000 денари, 50 евра и 0 биткоини. Така да пропаѓа дека имало криминал таму, како што не нашле биткоини. А сепак сега за да работат на јавната администрација покрај толеранцијата на кафе и на буреки им требаат и 2 вакцини против ковид. Ова го најави министерот Венко Филипче и најде на негодување во јавноста. Туку како пример можеме да ја посочиме рамковно вработените, например оние 350 вработени во општина Тетово, кои земале плата, не оделе на работа, што е многу одговорно од нивна страна да не го шират вирусот, да не ги почитуваат мерките, да се барем 200 метра од работно место, но сепак се отвораат и други прашања, например, дали министерот Венко е вакциниран од морална одговорност, затоа што или ја прележува симптоматски. И после 2,5 месеци нема никаква одговорност и никаква истрага за пожарот во Тетово. Македонија влегува во стабилност, то можеме сите да го заклучиме, стабилно растат цените на се. Сепак министерот Бектеши не е многу загрижен, вели дека ако осетил дека растат цените, ќе реагирале како влада. Зато министерот Бектеши да ни каже од каде купува, каде што не растат цените, затоа што ние сите другите го осеќаме растот на цените. Исто така, другиот министер во владата додаде дека ова е влада на Заев 3. Ова е нешто како филм Рамбо 1, 2, 3, Заев 1, 2, 3. Веројатно ова влада ќе ни скрши кичмата ако не ни беше претходно скршена. И едва чекаме да реконструкцијата да почне. Веројатно ќе биде некоја шаховска конј на G3, конј на G5. Пиуните се секој пат во прв ред на митинзи и на интернет. Така да, иако
ќе има промени, тие ќе се само козметички. И сега имаме, мене лично, едно остварување на една голема желба да направам интервју со Красимир Каракачанов. Минатата недела имаше избори во Бугарија, Красимир Каракачанов и неговата партија ВМРО-БНД освоија точно 0 пратеници. А некои извори велат дека сепак не е толку лошо, затоа што тие ќе имаат или чувар, или рецепционер во Бугарското собрание, па дали го имаме Красимир на линија? Краси, како е? Повторно не се разбираме, така звучи гласот на национализмот кој блокира и кој место да гради мостови, урива мостови, да сепак за среќа во Бугарија дуваат некои нови ветришта, па да се надеваме дека ќе биде подобро. Или барем полесно за бугарски пасош. Тоа беше се од прилика за оваа недела и сега ќе делот кој сите го чекавте, тоест да завршам. Ќе завршам и да ве потсетам дека наградната игра уште трае, доделуваме литар масло, 3 парчиња леп и утешна награда гарсонјера од Елчево. Добра ноќ и клајте по едно кафе да се напиеме. Толку за ова издание на емисијата Трилинг. Ви благодарам на вниманието и ви закажувам нова средба за 7 дена во исто време, петок, 20 часот и 45 минути. Довидување.